Верувале или не, и германците ја имаат истата дилема. Затоа и се зафатиле да истражуваат кои автомобили колку може да поминат откако ќе се запали сијаличката за резерва. А резултатите, благо кажано, се надвор од секоја шема. Јасно е дека преостанатата километража зависи од стилот на возење, патот по кој се патува или пак од квалитетот на горивото што го имате. Но вистина е дека генерално правило не постои, ниту кај возилата со поголем резервоар или пак кај оние со поголема потрошувачка. Врз основа на тестираните 96 модели на автомобили, тие заклучиле дека преостанатата резерва најмногу зависи од самиот производител, односно како тој пристапил кон овој проблем на возачите. Меѓу нив најфер се покажа Volvo, чиј просек изнесува 95 км. Следат моделите на Ford, кои ќе ви дозволат да поминете уште 88 км откако ќе се запали сијаличката за резерва. Истата бројка е забележана и кај Lexus, а Volkswagen и BMW се за само 1 километар пократки. Треба да се спомене и тоа дека шампион меѓу поединечните модели е Passat, чија автономија во црвено изнесува 120 км. На петото место на спортивниот крај од табелата се најдоа корејските возила со 74 просечни километри, а следи Mitsubishi со 72. Не е изненадување дека моделите на Porsche се во состојба за само 70 поминати километри со испразнет резервоар. Но тоа не може да се каже за Fiat, чии возила ќе извозат само уште 67 километри. Најлошиот резултат го забележа Mini со преостанати едва 60 километри откако ќе се запали сијаличката за резерва. Најважно сепак е да не дозволите никогаш да не останете без капка гориво. Имено, со текот на времето во резервоарот се собира нечистотија која не смее да навлезе во софистицираните системи за вбрзгување. Не треба да ви кажеме дека дефектите што ќе настанат се скапи, а поправките комплицирани, но доколку го исцедите вашиот автомобил возејќи го во црвено, токму тоа ќе се случи.